Студентите сметаат дека 140 денари дневно за студентски оброк не се доволни за да се покријат трошоците за храна. Според нив, износот треба да се зголеми за 200 денари, пишува Слободен печат. Треба да бидат зголемени барем до 200 денари. Најмногу за храна ги трошиме парите како студенти од други градови. На неделно ниво ги користиме средствата, Велат студентите во анкетата на Слободен печат. Сепак многу подобро е што студентскиот оброк може да се користи неделно, а не дневно како што беше на почетокот. Сега за сега е во ред. Многу попродуктивно е што се направи мерката да биде на неделно ниво, отколку како што беше 140 денари на дневно ниво. На неделно ниво успеавме да купуваме нешто, меѓутоа сума сумарум сепак се бориме. Истакна студент. Од МОН вела дека субвенционираниот оброк е само помош за студентите и е наменет за покривање на дел од трошоците. Министерството за образование и наука на почетокот на секој месец објавува повик за пријавување на студентите кои претходно го немаат остварено ова право поради разни причини. Согласно условите, апликантот треба да е редовен студент, да не е регистриран како индивидуален земјоделец, да не е во работен однос и да нема приход по кој бил основ повисок од износот на минималната нето плата во тековната година. Појаснуваат од МОН.